Почитувани, за само 2 години СДС успеа да го урни со здравството и да го доведе во тотален колапс. На 1 март почнува првиот семестар за специјализанти на медицинскиот факултет УКИМ во Скопје и за прв пат после неколку години од повеќе болници и клиники, државни специјализанти ќе започнат специјализацијата и тоа за прв пат во време на владење на СДС, иако поминаа веќе 2 години. Но Прилепската болница нема да започне ниту еден. Последните специјализанти се упатени во март 2015 година, пред точно 4 години. Иако пред да дојдат на власт, СДС постојано критикуваа како тоа немало доктори, откако дојдоа не упатија ниту еден доктор на специјализација, иако во октомври 2018 имаше распишан конкурс, на кој уредно се пријавија кандидати и беа потврдени од Управниот одбор и од Министерството за здравство. Сепак на крајот огласот поради некои неразумни причини не беше прифатен од деканатот на медицинскиот факултет УКИМ Скопје и истиот пропадна. Постои недостаток на доктори во Прилепската болница, а со тоа веројатно се заканува затворање на некои одделенија. Прашуваме дали директорот на болницата потпишал согласност за префрлање на 2 докторки во Скопје, а еден доктор се заминал во Германија. Директорот како менаџер, наместо да се грижи да обезбеди доктори, специјалисти и нови медицински апарати за потребите на граѓаните на Прилеп, тој ја снабдува болницата со микробранови печки, гезбина за кафе, кафемати, фритези и шкафови. За брзо време доктори ќе се одат во пензија. Тој како хирург знае дека оваа година 2 хирурзи заминуваат во пензија и хируршкото одделение останува со 3 доктори. Градоначалникот како ортопед знае дека еден доктор замина во пензија. Тој напушти за да ја преземе функцијата градоначалник, а оваа година уште еден доктор се оди во пензија, а друг најавува заминување во приватно здравство, со што и ортопедско одделение исто така останува со 3 доктори. Незаинтересираноста на СДС за подобро здравство за прилепчани може за брзо време да доведе до затворање на Прилепската болница или на одделни одделенија, со што пациентите ќе мора да се упатуваат за сите видови на операции и интервенции на клиниките во Скопје. Здравствениот дом тоне во долгови. Директорката не реализира ниту еден единствен проект во изминативе 2 години. А негрижата и непроменетите гуми на едно од возилата од итната медицинска помош за малку ќе резултираше со фатални последици по животот и здравјето на вработените и пациентите. Почитувани, хаосот кој го донесе СДС во здравството ќе остави негативни далекосижни последици како за нас, така и за генерациите кои доаѓаат по нас. Наместо да го продолжиме трендот за унапредување на здравствениот систем и инвестирање во здравствените установи во Прилеп, добивме тотален крах кој негативно се одразува врз обичниот граѓанин.